Глобалната енергетска криза не ја заобиколи нашата држава. Со професорот Константин Димитров разговараме повеќе на оваа тема. Што се случува во нашата држава и дали треба да очекуваме повисоки сметки за струја и што можат граѓаните да очекуваат за наредниот период? Добро утро. Добро утро, добар ден на гледачите на македонската телевизија. Во нашава држава, чије име Македонија се уште се надева. Македонија наутро се разбира. Така, Македонија наутро. Професоре, многу убаво. Што сте нашиот гостин денеска. Во очекуваме за да разјасниме многу нешта и убаво да објасниме. Велите, се наоѓаме во локална енергетска криза. Што значи? Што ни се случува на државата? Јас секогаш велам, не се наоѓаме во енергетска криза, се наоѓаме во финансиска криза. Секој што може на пазарот, енергијата е стока, која што се продава на пазар за определена цена. Значи, на пазарот има таква стока, се купува, а тој што ја купил на време, сега му е поевтина. Тој што сега, кога ја подигнале цената, се обидува да купи, ќе плати 2 до 3 пати поскапо, отколку тоа да го купил летоска. Така да она на Ла Фонтен или Езоп, басната кај што вели штурецот свирал, летно време, па зимно време, мравките му рекле да игра, сега ние играме пипиревка зимно време и плаќаме 3 пати поскапо, тоа што можевме да го купиме, да го договориме, да размислиме на време. Значи, енергетска криза кај нас се вели затоа што немавме пари, не размислувавме, не направивме аналитика, не купивме на време и сега купуваме со многу поскапа цена. Само тоа е. Инаку, на берзите во Европа најнормално се продава енергија, но е поскапа. Има енергија, ама е скапа. Ја велиме енергетска криза, ама е финансиска криза. Добро, професоре, во кои услови електричната енергија се презема од европската мрежа? Кои се условите кои што треба да се исполнат? Како тоа се најавува наспроти она што ние го направивме? Условите се, видите, имате правила на игра. И тие правила треба да се почитуваат. Системот за пренос на електрична енергија се поврзани како поврзани црева, сите земји се поврзани во еден заеднички систем и тие се исполнети со енергија. И се договорени сите колку можат од тоа да земат и да превземат. Во исто време, значи, кон Грција преку тој систем мине енергија преку нашата земја, на што ние наплатуваме патарина, да кажам, или ако испорачуваме ние, па и тоа, или купуваме ние од Босна, од Србија, од било каде преку тие преносни системи доаѓа кај нас. Има определен ниво на таква енергија која што служи за балансирање. Ако во еден момент се потроши во една држава повеќе, да повлече малку, па потоа да не дојде до многу големо бранување во овој систем, тоа се навикува фреквенцијата, зашто тогаш ќе оштети. Но ако имате испад, како ние што имаме сега, што изгоре, што пукна цевка во рек Битола 1, а пред некој ден изгори трансформаторот на тројката, ние повлекуваме. Најавуваме, имам хаварија и тоа е регуларно. Но ако повлекуваш во подолго време, од таа балансирачка енергија, а не ти дозволиле, тоа веќе се казнува. Добивме информација дека за такво повлекување казната е 1 милион евра на ден. Од повлекување? При тоа повлекување. Ако навреме сте купиле електрична енергија, например, тие што купија во почетокот или во летото и рекле до оваа година секој ден ќе повлекувам толку од таму енергија. Таа си е нормално, таа си тече, таа е договорена, и така функционираат плаќаш патарина си оди.
така функционираат нормално други држави. Тоа е најнормално и тоа се правила на игра. И како што каже и директорот на МЕПСО, да биде на гледачите јасно, ние од потребните, да кажеме, 1000, 500 произведуваме, 200 однапред сме нарачале, си доаѓаат, си ги трошиме, а 300 ненајавено си повлекуваме и ќе плаќаме казна. Сега кога зборуваме веќе за ова повлекување, разговаравме за казните доколку не се најави, но колку чини тоа повлекување? Пак велам, тоа повлекување според пресметките на начин, ама вика по оваа цена, по онаа цена, ќе ме кошта, вика, за ова време 15 до 20 милиона. Но рекоа овие не, казната вика 1 милион на ден. Ако земеме дека тоа беше 30-40 дена без да ни дозволат, 5 пати да не опоменат да не взимаме, 40 дена по 1 милионче, вака грубо искача околу 40 милиона. Ситни пари, што е тоа? Богати сме. Ајде да се фокусираме на домашни услови, на домашен терен. Колку струја е доволно и дали имаме ние капацитет да ја произведеме таа за нас? Да си го обезбедиме ние дома нашето производство, нашите капацитети да ги задоволиме. Бидејќи, ете, моја цел живот сака во енергетика да ми биде насоката и на студентите ги учиме дека енергетиката е еден од столбовите на развојот на едно општество, дека е еден од битните столбови за одржлив развој и дека е локомотива што го движи стопанскиот развој. Без енергија нема развој. Помислите, еве сега едно домаќинство 4 дена да немате електрична енергија. Ќе сватите што тоа ќе значи па за стопанството. Само помислите. Искрено, не сакам воопшто ни да помислам, а верувам дека граѓаните стравуваат дека тоа може да ни се случи. Да, може да се случи, да се надеваме, а ја веќе како суеверен или не знам религиозен велам, само Господ да ни е на помош да не се случи она што се случи сега во Битола. Се случи сите 3 блока да не работат. Да. И проблемот е кај нас, имаме опрема како капацитет доста. Ете, кој ни задоволуваме ли ние? Кој ни сај да ги наброиме? Имаме над 1000 мегавати во термоцентрали, околу 600-700 мегавати во хидроцентрали, имаме 36 мегавати во ветерни централи, имаме вајда 20 мегавати во постројки што произведуваат од обновливи извори, сончева и биомаса. Ете, тоа е се што стои на хартија. И реално денешка се намалува. 200 мегавати, Неготино не работи 7 години. Рек Битола, гледаме дека не работи од 2 причини. Прво, постројките се стари, не се, еве во даден момент не се правилно ремонтирани навреме. А и да се ремонтиране, па нема јаглен, бидејќи не се вложени средства и навреме да се ископа и да се најде јаглен. Не се мислело навреме за целиот Не се мислело за целиот систем. И оно што е трагично, во еден период од, да кажеме, 40 години, нема сериозна државна инвестиција во енергетиката за производство на енергија, за електрична енергија, освен Света Петка и Козијак браните, централите. Сега токму и на таа тема сакам да ве прашам, ајде ќе кажеме вака дека светот одамна горе-долу го решава овој проблем со алтернативни решенија на производство. Ги споменавте ветерниците, соларните панели. Кај нас каква е состојбата? Државата прави определени промотивни напори, каде што најави има така речени фидинг тарифа, повластена тарифа на тие што ќе вградат обновливи извори за производство на електрична енергија. Тоа се сончевите, ветерните и хидроенергијата, особено малите хидроцентрали. Од друга страна, така се произведуваат без од овие производители големи, особено зборам за приватните, кои што сега ќе имат добиени овластувања, лиценци, да постават 2 големи ветерни паркови по 36 мегавати, не се бара од нив да обезбедат
безбедност да најават во системот. Они се многу небезбедни системот. Влегуваат во системот кога има ветер, излегуваат кога сакат и тој што е регулатор кој што управува со системот, диспетчерот, да, има големи проблеми кога ова се случи. Треба денешка негде да најде што да ги замени. Тогаш влече од мрежата делумно да избалансира за кусо време, после треба да има производство. Не барат од овие производители да направат постројка и да гарантира дека на државата, ако рекол ќе испрашам толку и толку мегават сати на годишно ниво, ако нема ветер, со друга постројка да го прие. Тоа значи бекап постројки во позадина што работат, може на газ или било како он треба да ги обезбеди. Да се најде решение. Има решенија, ќе ги чини малку повеќе пари, но тоа е тоа. И после, имаме приватни инвестиции, ама тие не влегуваат во нашиот систем, тоа исто како да купувам од надвор. За државата, за Македонија, е битно да има собствено производство. Ние ги дадовме, ние даваме и сакаме да дадеме пари моментално да инвестираме во Грција 300 милиони, а не ги вложуваме во Македонија. Жално, недозволиво. Кој е вашиот предлог? Пред да започнеме да разговараме, имавте навистина еден многу убав предлог. Што го слушнав. Добро, това еве јавно да го кажеме. Во Законот за енергетска ефикасност има една одредница која што вели дека сервисните компании треба да инвестираат пари кај крајните потрошувачи. И тоа да биде бесплатно, да им го дадат како подарок. Тука е еве сега шансата, Евана, како еден сервис на граѓаните, да треба да вложи, да изгради, например, кај оние ранливи, сиромашни, крајно сиромашни луѓе на кои што државата им дава ваучери за енергија, да постават по 2 киловати сончеви колектори. Од тие сончеви колектори што ќе се произведе електрична енергија, они ќе искористат околу 30% од тоа производство. Другото ќе се го земе Евана за себе. Значи, државата треба да вложи да ги решава проблеми. Со тоа ќе се постават голем број сончеви колектори, кои што делумно ќе помогнат на најсиромашните, ќе исполниме некои наши обврски. Домаќинствата задоволени. И нема да ќе имаат бесплатна, делумно бесплатна електрична енергија. Малку ќе живнат. Ние сме сиромашна земја. Професоре, се надевам дека ова стигна сега како предлог и дека ќе се земе предвид, дека можеби како стручен советник ќе бидете исконтактирани на оваа тема, многу убав предлог. Ова го знаат сите, само некој треба да се реши и да го спроведе. Законот за енергетска ефикасност е 2 години стар. Професоре, како се планира есенско-зимскиот период? Како тоа го прават соседниве држави? Читав нешто како Србија го прави, го решава проблемот, но еве ајде вие повеќе стручни. Добро, сите другите земји летоска купуваа многу газ. Тоа дигна цената. Очекува ги полнеа своите резервоари, подземни резервоари ги полнеа со газ нагло. Значи уште од летоска се планира зимскиот период? Фала Богу, а за енергетика да планирате 10 години однапред. Ние велиме. Ете го едниот дел од проблемот објаснивме каде. Значи, не е навреме пристапено. И сега ова интервентно купување на јаглен. Не е дека не се знае дека нема јаглен. Се копа малку. Значи, ако има 40.000 тони во рек Битола, тоа е за 4 дена за еден блок. А вериме 3 блока имаме. Нема со што да работат. Ама ќе носиме, купивме. Не може да се пренесе тој јаглен. Не може тој да се истовари. Тоа што сега се купува, треба да се купи во негдека март-април, да почне да се носи јагленот, за сега да биде спремен да можат блоковите да работат. Пак велам, не дај Боже да стане сега под нула едно месец дена да имаме температури во Македонија, тогаш ќе биде тогаш веројатно ќе нема да имаме може и пари веќе да купуваме електрична енергија, ќе трошиме колку што можеме да произведеме. Значи, што ќе реално што ќе ни се случат рестрикции. Рестрикции ќе исклучуваат на 5-6 сата некои, па ќе почнат да им намалуваат
Па може би уличното електрична осветлување енергија. ќе се исклучи. Добро, тој нема толку да не погоди, иако безбедноста на улиците се намалува, но а што правиме ако им намалат потрошувачката на производните капацитети? Кој ќе прави производ, кој ќе го полни буџетот на Македонија, како ќе ги покриваме пари за образование, здравство, полиција, армија, сите тие се висат на буџетот, а тоа го безбедуваат работните организации и овој ДДВ на се живо што плаќаме. Едно си повлекува друго и апсолутно никој нема да остане поштеден. Нема. И видите, ние имавме една лажна социјална сигурност, со тоа што се држи вештачки цената на електричната енергија на ниво пониско од што беше од пред 4 години. А сега е најавено дека треба да очекуваме поскапување. Ајде, пред 4 години производната цена на електрична беше 42 евра мегават. Сега ја продава електростопанство на Македонија, ја продава со 36 евра мегават. Субстанцата на електростопанството се уништува. Ако тогаш беа богати компании, да кажеме, мецени, спорт, култура, туризам помага, сега се загубари. Знаете дека се загубари електростопанство на Македонија и МЕПСО. Не знам дали има одговорност, кривичен закон или како за тие што ќе доедат у банкрот некои организации, но луѓе направивме од две јаки компании сиромашни за определен мир, политиката е таква на државата, ама тие пари пак ќе ги платиме вие, моите деца и јас. Се задолжуваме, зимаме кредити, но доложено ќе ги плаќаме пак. Државата не плаќа, владата не плаќа, она зима од нас пари, си зима кредит, си врши, прави политика, а ние плаќаме. Се, она што најмногу загрижува е токму ова, ме потикнувате се веднаш следно да прашам. Да, најавено и треба да очекуваме поскапување на сметките. Веќе не е најавено дека треба да го очекуваме. Може да направите прогноза колкаво ќе биде тоа поскапување? Не можам да направам прогноза, зависи пак од политиката, колку ќе биде спремна државата да го амортизира ударот. Очекуваме што моето следува. очекување и евентуално, ако би имал право да решавам, тоа би го правил во неколку чекори. За да не се доживее шок ценовен, него постепено да се качува цената во текот на целата година, така ќе помага да нема да се почувствува, а народот си вели така се вари жабата, нели? Така да го преживееме ударот на поскапување на цената на електричната енергија. Дека и за ова ќе ве слушнат. Но нешто што сакаме да го слушнеме постојано граѓаните и еве се трудиме некако и во домаќинствата да се организираме економично, но како најлесно да заштедиме струја? Не можеме да... Како да се однесуваме одговорно во домаќинството? Вика помалку да трошиме, ама не можеме. Чекаме изгасиме светло, штедиме. Не е ама поминуваат тие 2 часа. Тука е тоа сега оно едното основно, како вториот столб во енергетиката, енергетската ефикасност. Во домаќинствата, кога се купува нешто, да се купи што е енергетски ефикасно. За иста потреба, помалку да троши. Тоа е наједноставно со светилките. Обичните, оние што се со жарено влакно, троши 100 вати, дава 100 лукса или колку му се. Ако купите лед, троши 20 или 12 вати. Одеднашка истото осветление е помалку. Тоа исто е со ладилниците. Ќе купите малку поскап, троши помалку, а тие трошат цело време ладилникот во домаќинството. Кој е најголемиот потрошувач во домаќинството? Затоплувањето. Трошокот за грејење е најголемото Број 2, ставка. еве 3 да било издвоиме. како во домаќинството најмногу се троши за грејење. Да. Второ, тој што има пари ќе има и систем за ладење. Летно време ќе обезбедува попријатни услови за живење. Следното е веројатно дека троши, би рекол, може би ладилникот, кој што редовно се вклучува и исклучува, и тоа е. Готвењето веќе, како што гледам, не е оној еден од големите потрошувачи на енергија, бидејќи имаме полуготови јадења, ќе го загреш за 5-6 минути, малку трошиш енергија. Добре, имаме, фала Богу, имаме потрошувачка во бојлерите за подготовка на топла вода. Така. Тука е веќе мудро
он троши определена количина енергија да загрее вода, нека да го правиме, сите го правиме у ноќниот период, кога е она не помалку трошиме, него барем поевтино ќе платиме. Или од 2 до 4 на пладне, да, или после 22. Проверите велат дали на вистина тогаш е така. Имаше некои начини како да проверат домаќинствата, дали тој преклопникот саатот на вистина тоа го прави. Ние барем дома после 10 саат вклучуваме бойлер, машина за перење алишта, машина за миење, сад и кој има, пак кажувам. Да, се разбира, организација во домаќинства. Тогаш сите уреди што се вака малку поголеми потрошувачи на електрична енергија. Значи не штедам енергија, ама ќе платам помалку. Бидејќи не можам ја да штедам на лифтот дома кај нас. Не може да штедиме во поголемите згради на пумпите кои што ја префрлат водата за пиење на 5, 6, 7 кат. Не може да штедите. Тој се вклучува, работи, подигнува притисок и така. Тие мора да функционираат. И греењето дури така ние со пумпи нагоре. Така, кога сме веќе кај греењето, се зголеми побарувачката на дрва, но голем број од граѓаните не се на градско парно, се наоѓаат начини дали се тоа некако вид на клими и така. Кој е најправилното решение? Разни се советите. Дали треба да се остави на одредена температура, постојано да работи, или да се вклучува, да се исклучува по потреба? Секогаш, веројатно, ако може да одржуваш една определена, ама ако си во просторот, а ако не си, тогаш е подобро да го исклучиш, но да држи определен ниво. Ако го имате демек со климата и не сте никој нема дома од саба или од 8 до 5, нема резон да го држите на 20 степени. На колку треба да биде? Вие само исклучите го и он има, зависи од зградата, какви се ѕидовите. Тоа е така наречената нивна, дали е тврда градба, тешка градба, има тони определена инерција, термичка инерција се вели, полека се лади. И она ќе се излади, ама како што паѓа температурата, разликата меѓу онатре надве помалку се губи топлина. И ако имате уште да лечинско да го или го подесите да се вклучи 1 сат пред да дојдете дома да загрее, интензивно да загрее, кога ќе дојдете дома, после можете да го користите. Тоа е еден од правилните начини да имате раководење на системот за греење, да биде 1 час пред да дојдете у просторот околу. Ако имате стан со повеќе соби, сега, велиме тогаш, немојте да ги греете сите ако не се користат. Спалната може да се држи на 16 степени попријатно спањето. Не да оставите да се грее цело време, па да отворам после малку да се излади, да може убаво. Овие се некои стандардни препораки за комфортно живење и тие придонесуваат да се заштеди ако имате можност да раководите со системот за греење. А ако сте на топлификацијски систем, сега, не можете. Има некои ги исклучуваат дома парната, па ги вклучуваат. Не може ништо, бидејќи се плаќа на некој... Тоа е погрешно. Не, се плаќа на ниво на цел објект. Мерењето во поголемите згради е со една мерен уред на ниво на цела зграда. Ако имате куќа сопствена, имате од централно греење, снабдување, имате можност тогаш да регулирате кога да се вклучи и кога да се исклучи. Сакате да кажете дека тие во зградите што го прават, тоа попусто го прават. Ништо не може да направи. Тоа во станот што прави не добива ништо. Бидејќи таа заштеда се пренесува на сите станови. Во мојава зграда 6-4 стана, еден да штеди и двајца, ќе се подели, на другите нема да го почувствуваме во цената. Така. Може едно вака да направиме заокружување на целиот разговор, ваш совет и ваш, да речеме, еден вид на предвидување и можеби со решение да завршиме, каков период не очекува? На глобално Македонија интензивно мора да влезе во изградба на нови енергетски објекти. Гледате, овие што ги имаме се стари. Нивниот коефициент на ефикасност е низок.
Споредете рек Битола со 30% и Тето Скопје што е релативно со 50% користење од енергијата од горивото. Чувствувате 20% помалку троши, помалку загадува. Морат паралелно кога се гради обновливите извори, колку што може повеќе да ги гради државата, тие придобивките достанат на сите граѓани, а не да се дават на приватни со повластени тарифи да се богатат на сметка на граѓаните. Тоа е оно глобално. За да може да се развие зелената така енергија што ќе му обновливи, мора да се направат системи кога ќе прифатат таа повеќе произведена енергија. Еден таков метод е чебрени галиште. Од давно го збориме со години. Ако се изгради таа постројка, во вишак може да се акумулира и обезбедуваме вода за пиење за следните генерации. А на ниво на домакинства, дрвата се најефтиното, но се и голем загадувач, кој што локално загадува и дури има во нив частички кои што се и канцерогени. Да се Мораме и на размислува за тоа тоа. да мислиме. Мораш некогаш, кога немаш пари, ќе одиш на најефтиното. Ќе горат и тоа маслото од автомобилите што е останато, некој ќе сечка може и гуми, ќе ги пали пластики, народот ќе гледа да преживее, ако нема пари, да со поквалитетно грејење. Значи, тоа е лошото. Тие што преминале од печки на дрво или на нешто кон овие топлинските пумпи, кај што народот ги вика клими, еркондишни, инвертори, сите тие се многу добро решение, ефикасно решение, кое што не функционира кога нема електрична енергија. Ете, това е работата. Не можете, значи, ако ние, Македонија, како држава, не може да обезбеди на граѓаните стабилно снабдување со енергија, а ги навлече да купат такви инвертори. Да. Како не е грешката кај решение? народот. Не е грешката кај народот. Грешката е тој кој што не предвидел. Ама се кажуваше. Недобро го години испланирал се периодот. кажува, не се вложува. Не е приоритет на нашите политичари ова. Има други приоритети, ова не го размислуваат. Го размислуваат кој ќе студи, кој ќе нема електрична енергија, кога за нова година ќе се изгаси светлото, кога ни е највесело, се случуваше и тоа е тоа. И се надеваме дека годинава, имаше нешто по социјалните медиуми, се пишуваше, се надеваме дека годинава ќе светне елката бар на плоштадот и дека ќе имаме можност да се порадуваме на новогодишно осветлување во главниот град. Ја не сум религиозен, ама велат и на тие што не се религиозни, Господ им помага во неволја, има таква шега. Да молиме Бога, рек Битола, да влезе во работна кондиција, колку толку да произведува, бидејќи ово со јагленот е нонсенс да се донесе на време за сите блокови. Не може. Тоа се 300 камиони на ден за еден блок да работи со 200 мегавати да може да работи. Да може да нема големи дождови, да не им пропаѓаат рударските машини да тонат, да произведуваат колку толку во 5-6 илјади тони на ден јаглен, да може да се меша со ово што се купува, да пробуткаме оваа зима. А ако има еколошки организации кои што гледат, нека прошетат моментално да видат како е нивото на Мавровско езеро, на Тиквешко, ненормално се троши. Дали знаете, ненормално живите организми ќе се уништат, ќе нема кислород за оно што ќе остане, моментално за да се покрие овој недостаток, енормно се троши и тој остатокот на вода. Нека идат еколошките организации, нека проверат. Апелираме подолго време и на тоа, но се надевам дека бар за тоа ќе има слух колку толку навреме. Ја се надевам, повикувам, нека проверат, нека кажат, страшно и тоа што се прави. Професоре, ви благодарам. Навистина ми беше задоволство што ми бевте гостин денеска. Мене ми е драго што дојдов, ама не можам убави вести да пренесам, као да кобам. Јас се надевам дека граѓаните ве слушна и дека помогнавме горе-долу со советите кои што ги упативте, но дадовте и многу убави предлози. Се надевам дека ќе стигна таму каде што беа наменети. И ја така се надевам. Многу збориме, малку се прави. Благодарам. Благодарам.